Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Гужва и турканици пред Центарот за култура во Тетово, кој е пункт за аплицирање вакцини против COVID-19. Шест пациенти починаа по компликации од COVID-19 во изминатите 24 часа во Тетово до 7 часот утринава. Граѓанската иницијатива Гостивар кој го сакам денес алармираше за еколошките проблеми кои се создаваат поради депонијата Русино. Гужва и турканици утрово пред влезот на Центарот за култура во Тетово, кој е пункт за вакцинација против COVID-19. Граѓаните со нервозни реакции велат паднат бил системот за евидентирање, а во регионов нема доволно пунктови за вакцинација. Згужвани меѓу себе, без дистанца и нервозни реакции. Ваква беше сликата утрово пред влезот на Центарот за култура во Тетово, кој е еден од пунктовите каде што се аплицираат вакцини против COVID-19. Група на граѓани нервозно реагира и формираат турканици, а полициски и армиски службени лица се обидуваат да воспостават ред. Граѓаните се жалеа дека се јавиле проблеми во системот за евидентирање, па настанал хаос. Велат не достигаат и повеќе пунктови за вакцинација во регионот. Ред за вакцинација? Да. Што ќе коментирате за гужвава? Па не гужва се, нормално, имате секој свој термин. Кој ќе дое време, нормално не може да влегува тој без термин. И тоа е тоа, се што е време. Мислите дека треба малку повеќе ред да се въведе? Па се редот треба да сваруваме ние, не тие тука внатре. Ние треба да. Ако на пример јас сум од 9, нешто барам тука да застанам до вратава, која има пред мене. Тоа е работава. Има според вас доволно пунктови во регионов или уште треба да се отварат за вакцинација? Па уште некои треба да се отварат, али и тие што се ред народ саме треба да држат, а не тие што ќе прават внатре. Ништо не може да бъдат. Тоа е радова. Според вас треба сите да се вакцинираат? Да. Да, треба сите да се вакцинираат. Зашто? Таа вакцина спаси живот. Да, чекаме ред, да. Ваш еден коментар за гужвава? За гужвава уште треба да се отворат пунктови, да не бидат толку гужва. Што мислите, треба сите да се вакцинираат? Да, нормално треба. Чекате ред? Многу е гужва денес? Па има. Ваш коментар за ситуацијава? Малку пунктови има, треба повише да се отворат, да завршат луѓето по-добро работа, побрзо. Во овој пункт се аплицира втора доза на вакцината Pfizer, како и кинеската Sinovac за прва и втора доза. Официјално е препорачана третата бустер доза за имунокомпромитираните пациенти. Официјалните препораки се уште ги очекуваме за сите граѓани, изјави на денешната пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. Доколку се почитуваат протоколите, тој додаде и дека децата ќе бидат безбедни во училиштата. Препораката е дека треба да поминат 6 месеци од втората доза за да започне вакцинацијата со третата, односно бустер доза. Најнапред во тие анализи и студија компанијата Pfizer со која што имавме состанок и ни укажаа на тоа дека веројатно голема е веројатноста. Тие студии веќе покажуваат, треба уште официјално да се публикуваат дека тие ќе препорачаат трета, односно бустер доза за сите граѓани после 6 месеци од примената ревакцина. Меѓутоа официјалните препораки се уште ги очекуваме, а нашиот комитет за имунизација ги чека токму официјалните препораки за да ние тој дел го исто така препорачаме. Веќе официјално е препорачана бустер дозата за имунокомпромитираните пациенти, тие кои што се на хронична диализа, трансплантираните, меѓутоа треба да помине временски период од 6 месеци, луѓето може да се пријават. И не се прави разлика која е првата вакцина, е компанијата Pfizer, што значи дека таа вакцина може да се користи како бустер доза без разлика на тоа кои се првите две примени вакцини. Протоколите во училиштата се направени по принципите на тоа како се одвиваат препораките за не само кај нас, не секаде во светот, за спречување на ширење на вирусот, со маските, со дистанците и така натаму. Доколку се почитуваат сите протоколи, децата се безбедни. Ние интензивно секој ден ја пратиме ситуацијата во училиштата.
Активни се сите служби у Министерството за образование и наука, ги собираат сите податоци на дневна основа, веднаш ги споделуваат и со нас, со Државниот санитарен здравствен инспекторат. За сега не гледаме дека училиштата се ризик во однос на епидемиолошката ситуација, односно здравјето на децата. И денес висока бројка на смртни случаи во Тетовската клиничка болница. 6 пациенти почина по компликации од COVID-19 во изминатите 24 часа, односно до 7 часот утринава. Хоспитализирани се 91 пациент, а бројот на амбулантски прегледи е намален во споредба со минатата недела. Докторите оценуваат дека состојбата е подобрена, но се уште е сериозна. Апелираат граѓаните да се вакцинираат. Во овие 24 часа имаме 6 починати лица. Нажалост, најмладата жртва е 52 годишна, додека најстарата 81 годишна. Од починатите имаме еден, значи со една доза вакцина, но со други коморбидети. Денеска имаме 91 хоспитализирани, од кои 90 се со кислородна поддршка. Едниот пациент е со акутна респираторна инсуфициенција, значи тоа е во неинвазивен респиратор. Иако се стабилизира ситуацијата, пак не можеме да кажеме дека е добра ситуацијата, пошто сите хоспитализирани се во тешка форма на болеста. 8 од хоспитализираните се со една доза вакцинирани, додека 6 не се со 2 дози. Во прашањето зошто и тие што се вакцинирани боледуваат, затоа што вакцината, како што знаемо, 100% не штити од вирусот, но штити од потешката форма на вирусот. Затоа и апелираме до сите граѓани да се вакцинираат. Значи, само така ќе можеме да го изолираме вирусот, да постигнеме колективна имунизација и при тоа да се надеваме дека ќе победиме, значи, борбата со оваа пандемија. Над 90.000 лица вчера биле попишани на првиот ден од најголемата статистичка операција во државава. Во текот на работната недела се очекува попишувачите поинтензивно да работат во попланемните часови. На првиот ден од пописот на населението во земјава вкупно опфатени биле 94.975 лица, 28.594 домаќинства и 37.544 станови. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски вчерашниот ден го оцени како многу успешен, при што истакна дека пописот продолжи и денеска, но со проблеми со интернетот. Имавме исклучително успешен ден. Многу повеќе дури од она што го очекувавме дека ќе како за прв ден на почеток на пописот. Мислам дека беше бројката некаде околу 92.000 попишани лица. Не ми фаќа да се збор точно за колку домаќинства и колку станови, што е одлична бројка. Ќе добивате овој податок, ќе го добивате секој ден. Наутро некаде кај 10 часот, 10:30 за претходниот ден, така да ќе бидете целосно информирани во тој дел. Денес не очекувавме во старт дека ќе имаме така интензивен ден, бидејќи сепак е работен ден во преподневните часови, луѓето се по работа, по училиште и слично. Поголем интензитет очекуваме во попладневните часови, меѓутоа имавме и еден, веројатно се уште го имаме, проблем со интернет конекцијата, ама не е проблем со апликацијата, туку е проблем со целата интернет мрежа во државата. Колку што знам позаен, Телеком работи интензивно на отклонувањето на овој дефект и мислам дека скоро очекувам да се тоа отклони, да немаме проблем во работата. Симовски истакна дека пописот се одвива по утврдени протоколи и дека засега има незначителен број на инцидентни случаи. Многу малку инцидентни случаи, кои што се занималив број, меѓутоа и таму први што ќе направиме да поразговараме убаво со овие луѓе, да им објасниме што е целта на пописот и очекуваме дека нема да има никаков проблем. Не би сакале во моментот попишувача да го ставиме во таква ситуација, таму ќе отидат нашите државни инструктори да им објаснат малку подобро и веруваме дека нема да има проблем. Недостатокот на околу 500 попишувачи во земјава пак ќе се надомести со вработени во администрацијата, кои во наредните денови ќе бидат обучени.
Граѓанската иницијатива Гостивар кој го сакам денес алармираше за еколошките проблеми кои се создаваат поради депонијата Русино. Од иницијативата сметаат дека Русино може да стане современа депонија со стандарди како во европските земји. Русино создава алармантна состојба со загадувањето во Гостивар и околината, нагласија денес на пресконференција од граѓанската иницијатива Гостивар кој го сакам, која ја одржаа на депонијата. Од иницијативата велат дека Русино не исполнува никакви стандарди за депонирање отпад. Како што може да се види, депонијата работи без никакви критериуми, без никакви стандарди и тоа не само сега, туку цели 30 години. Ако веќе 30 години вдишуваме згаден воздух, нема да дозволиме нашите деца да бидат отруени во иднина. Депонијата Русино, која е причина за големо загадување во нашиот град, денес собира отпад од 9 општини во северозападна Македонија, но за жал отпадот се фрла таму, не се третира и изгорува, создавајќи алармантна состојба во врска со загадувањето на воздухот во Гостивар и околината. Освен воздухот, еколошки загрозена е и почвата, потенцираше Зулбеари, посочувајќи пример со порано надалеку познатиот бањички кромит и загубите на производителите. На неколку километри одовде се наоѓа и Бањичкото поле што пред работата на депонијата произведуваше кромит за целиот пазар на поранешна Југославија, а денес, поради труање на почвата, како резултат на истекување на отпадни води од ова депонија, почвата веќе не е толку продуктивна како порано. Културите веќе не се здрави како некогаш, а загубите на локалните жители кои се занимаваат со производство на кромит се извонредни. Со оглед на овие тешки услови, ние како иницијатива ќе тропнеме на вратите на локалната самоуправа, Министерство за екологија и надворешните донатори, за да дојдеме до конечното решение за овој проблем што носи постојана грижа за нашите сограѓани и особено за нашите деца. Од иницијативата сметаат дека Русино може да стане современа депонија со стандарди како во европските земји и дека крајно време е да се искористат добрите практики во тој правец. Започнаа работните активности за реконструкција на првата делница од патот Тетово-Јажинце во должина од 4,2 километри и инвестиција од 37 милиони денари. Почеток на работните активности за реконструкција на првата делница од регионалниот пат Тетово-Јажинце во должина од 4,2 километри денес ко означија градоначалничката на општина Тетово, Теута Арифи и директорот на предпријатието за државни патишта, Ејуп Рустеми. Вкупната инвестиција за рехабилитација на овој дел од патот изнесува 37 милиони денари. Бидејќи овој пат е најфреквентниот пат во државата каде што поминуваат сите видови возила од 7000 за 24 часа, то подразбираме дека овој пат е многу фреквентен и овој дел беше најзагрозниот дел за сообраќајот и за безбедноста на сообраќајот. Затоа ние како јавно предпријатие за државни патишта ги презедовме сите мерки, удвоивме 37 милиони денари за целосна реабилитација на овој дел. Исто така бараме дека и ќе инсистираме овој дел на патот, каде што е многу фреквентен, да биде и сигурен и удобен за сите учесници на сообраќајот. Фактички се работи за пат кој е во целосна реконструкција. Денеска се започнува со работа. Од местото каде што сме тука, каде што завршуваат границите на општина Тетово, се до стадионот, значи во Тетово. Имајќи го предвид фактот дека карактерот на овој пат е регионален, но поради фактот што се наоѓа токму во делот на градот Тетово и на општината Тетово, е една голема можност, значи луѓето, граѓаните да можат полесно да ги користат можностите и полесно да се движат во целиот овој регион. Регионалниот пат Тетово-Јажинце важи за еден од најфреквентните патишта во државата, а реконструкцијата на првата делница од Джепчиште па се до стадионот во Тетово се очекува да биде завршена во рок од околу 6 месеци.
Градоначалничката на Тетово Теута Арифи заедно со представници на владата вчера го посети новоизградениот затворен базен, што е дел од проектот на Агенцијата за млади и спорт. Според најавите, базенот ќе се користи претежно од училиштата. Градот добива уште еден детски базен, кој претежно ќе биде користен од страна на училишните возрасти и училиштата, додека логиката на целата инвестиција е нашите деца кои се во училишна возраст да добијат можност за уште една дисциплина во делот на нивното формирање, тоа е дисциплината пливање. Тетово е познат како град на фудбалот, познат е како град на каратето, на боксот, на одбојката и на други спортови. Со ова апсолутно се отвара една голема можност да школските возрасти, значи децата од таа возраст, да можат меѓу другото да развиваат уште еден интерес, уште една дисциплина, додека очекувам дека такви екипи ќе се формираат со време, имајќи го предвид фактот дека ќе може да се користи истиот. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во рамките на редовните контролни активности на лица со решенија за изолација, издадени од Државен санитарен и здравствен инспекторат, утврдиле дека едно лице од Тетовска Волковија и едно лице од Гостивар, иако имале решенија за изолација и домашно лекување, не ги почитувале решенијата и не се наоѓале во нивните домови. Против овие лица ќе бидат изготвени соодветни поднесоци за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник. Вчера околу 21 часот на улица Живко Брајковски во Гостивар, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 22 годишник и 28 годишник, двајцата од Гостивар и 21 годишник од Гостиварско падалиште, затоа што им била пронајдена марихуана. Тројцата биле задржани во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера околу 17 часот и 30 минути на улица Илјо Антески Смок во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 49 годишник од Гостиварска долна бањица, поради сомнение дека извршил тешки кражби. По лишувањето од него се одземени повеќе предмети, за кои постои сомнение дека потекнуваат од кражби или измами. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера вечер во 20 часот и 20 минути 33 годишник од Тетово во СВР Тетово пријавил дека околу 20 часот пред неговата семејна куќа на улица Кузман Јосифовски Питу во Тетово, тој и 58 годишничка физички биле нападнати од 38 годишник, исто така од Тетово. Нешто подоцна, тој е обезбеден, а случајот целосно е расчистен. 28 годишна тетовка вчера вечер во 23 часот во СВР Тетово пријавила дека на улица 155 во Тетово, во близина на нејзината куќа, слушнала 2 истрела од огнено оружје. Набрзо на посоченото место, пронајдена и подигната за вештачење е една чаура. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 31 годишник од Гостивар вчера во 8 часот и 35 минути во СВР Тетово пријавил дека на улица Илинденска во Гостивар бил каснат од куќа скитник. Вчера во 11 часот и 30 минути 48 годишник од Гостиварско Зубовце во СВР Тетово пријавил дека во близина на Гостиварската општа болница Ферит Мурат бил каснат од куќа скитник. 110 возачи возеле пребрзо на територија на СВР Тетово. Акцијски контроли биле спроведени во Гостивар и Маврово. Вчера полициски службеници од СВР Тетово спроведоа засилена акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило со брзина поголема од пропишаната на територија на СВР Тетово, при што санкционирани се 110 возачи. Од нив 53 возеле со брзина од над 50 км на час повеќе од дозволената, а 10 со дури над 70 км на час над дозволеното. 90 санкции се изречени на територијата на Тетово, а 20 на територија на Гостивар. Засилени сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот и заедно да придонесеме за посигурни патишта, велат од СВР Тетово. Вчера пак од 13 до 19 часот и на поширокото гостиварско подрачје спроведена акцијска контрола за престигнување, во рамките на која вкупно биле откриени 16 прекршоци. Половина од нив, 8, се однесувале на престигнување на забранети
места. 5 возачи пристигнувале на непрегледни места, а 3 во колона. Сите прекршоци се санкционирани со адекватни поднесоци и со заштитна мерка, односно со времена забрана за управување. Секторот за внатрешни работи Тетово ги информира граѓаните дека задутре, 8 септември, на дел од кружниот пат околу Мавровското езеро, на потегот од Леуново до Маврово, ќе биде воведен посебен сообраќаен режим, а поради одржување на традиционална велосипедска трка. На овој потек од 10 до 16 часот нема да се одвива сообраќај во двете насоки, за да се овозможи непречено и безбедно движење на учесниците во трката.